Професоре Докич, лекот Ивермектин веќе е во аптеките и медицинските студии покажаа дека може да биде многу ефикасен во лекувањето на пациенти со лесна, но и оние со потешка клиничка слика со COVID-19. Што е најважно да се знае за овој лек и кога станува збор за превенција и кај оние со COVID-19? Прво, овој лек е доста безбеден. Во светот до сега, заради друга индикација, цревни паразити и воопшто паразити, е препишуван повеќе од 3 милиарди и 700 илјади пати. Воглавном, треба да се знае дека и поголема доза не може многу да наштети. Од друга страна, овој лек не би го препорачувал да се зима во превентивни сврхи, меѓутоа може би дошол во предвид за здравствени работници кои што работат во ковид центри и се постојано експонирани на вирусот. Меѓутоа, за општата популација не би го препорачал. Во однос на како би можеле да го зима населението, тоа е кога некој ќе има незаштитен контакт на блиско растојание, пократко од 1,5 метар, подолго време, без маска. Со заболено лице за кое што се знае дека има COVID-19, во тој случај може да се земе комплетна доза, тоа е 0,2 милиграми, помножено со бројот на килограми, тоа е дневната доза и се зима дента кога ќе има контакт или кога ќе го набави лекот и после 72 часа. Во однос на заболените од COVID-19, тие ги зимат истата доза еден по друг 2 дена. Доколку нема некој очекуван резултат или видлив, може да се повтори дозата на 3-тиот и 5-тиот ден. Се наведува дека алергиите се една од можните контраиндикации. Кои би биле мерките на предпазливост за пациентите кои даваат таков податок? Прво да кажам дека секој лек, вклучително и витамините, може да дадат алергиска реакција кај одреден број луѓе. Меѓутоа, тој е многу мал број на луѓе. Овој лек е безбеден, воглавном и за пациенти што имаат астма. Има една студија во која што е даван ивермектин кај глувци каде што вештачки е предизвикана астма, бидејќи овој лек има и противоспалително дејство, велат дека кај тие глувци имал позитивен ефект на астмата, што значи безбеден е за голем број на луѓе да го земат. Дали оние кои го прележале COVID-19 треба да се вакцинираат со оваа вакцина и после колку време треба да го направат тоа? Според последните препораки на Советодавниот комитет при Светската здравствена организација за вакцинација, објавена 12 јануар оваа година, 2021, се советува да прво се вакцинираат здравствените работници, исто така и повозрастната група на жители на оваа земја, населението. Меѓутоа се препорачува да во првите 6 месеци, бидејќи нема вакцина за сите, од прележувањето на вакцина на COVID-19, пациентите се заштитени и тие би требало да им се понуди вакцина после 6-тиот месец од проаѓање на болеста, бидејќи се смета дека тие со сигурност до тогаш се заштитени. Повторно ќе кажам, бидејќи вакцина за сите нема. Граѓаните имаат дилема дали доколку ја примиле вакцината за сезонски грип, треба да ја примат и вакцината за COVID-19 и доколку ја примиле првата, после колку време може да ја примат вакцината за COVID-19? Вакцината за сезонски грип штити од грип, вакцината за COVID штити од COVID. Тие теоретски би можеле да се примат и истиот ден. Меѓутоа, нашиот комитет за вакцинација од причини што доколку се појават некои несакани ефекти, може би локални од вакцината, се препорачува најмалку една недела да биде растојанието, за да се знае тој ефект од која вакцина би дошол. Во спротивно, ако двете истовремено ги даете, не можете да знаете дали некој несакан ефект е од едната или од другата вакцина. Професоре Докич, ви благодарам. Благодарам.